дојдове на нас со следниот час математика за 9-то деление. И ќе учиме Од равенки во 8 одиме на неравенки во 9-то. Се сеќавате на овие знаци? Ајде да видиме. што се тоа неравенки. Сега ќе да знаеме. Што беа овие знаци? Се сеќавате? Ова беше знак за помало, Тоа е поголемо, поголемо, тоа е помало или еднакво. Одлично. Еднакво и поголемо или еднакво. поголемо или еднакво. Со помош на овие знаци за неравенства, ќе ги добиеме и неравенките. Пред да стасаме до нив, до неравенките запишани со непознати, ајде вака прво да ви поставам едно прашање. Ако имате реченица да ја запишете математички, еве да речеме, висината на Гоце е најмалку 175 центиметри. Ако висината ја означиме со буквата Х, како би го запишале ова со зборови? Х еднакво на... Вели најмалку, Најмалку. значи Значи, Х колку може да биде? Штом велам најмалку 175, значи тоа- 175 или пат. погоре, значи погоре. Ете така. Да. Значи ќе запишеме дека Х е поголемо или еднакво на 175. Ова значи ни означува дека Гоце е висок 175 центиметри или повеќе. Повеќе. Да. А ако имаме дека еве бројот на ученици во една училница не е повеќе од 30, Тоа е помало или Тоа еднакво? е Така. помала. тогаш веќе имаме обратно. Значи еве како исказите ги запишавме математички, всушност добивме еден вид неравенки. Равенка. Да. Друга работа е кога ќе имаме од двете страни ограничување. Односно, можете ли да ми кажете, ако имаме вака запишано неравенство, еден да е помало од 3n, да е помало или еднакво од 12. Кои се цели броеви припаѓаат тука? Прво, што мора да направиме за да ги определиме сите цели броеви? Што забележувам? Дека во средината не е n, туку е 3. Тоа е 3n. 3n. Тоа значи дека треба прво да поделиме со тројката, за да го добиеме n само. Па тогаш од оваа страна што ќе ни остане? 1/3 да е помало од n, да е помало или еднакво од 4. Така. Значи што знаеме? Дека овде припаѓаат сите броеви поголеми од 1/3, а помали или еднакви на 4. Но, Вклучувајќи го и 4, да. да, но барањето беше цели броеви. Па кои ќе бидат тука сега? Броевите кои што ќе ни припаѓаат? Значи 4, 3, 2, 1. 0, затоа што вели Добро. една, ајде вака, за да услужниме задачата, овде ќе става минус, и овде минус 1/3. Значи овдека, од левата страна, кај негативните броеви, имаме негативна дробка. Делчињата што се до нулата не ни припаѓаат бидејќи бараме цели Цели броеви. броеви, така. Затоа ќе почнеме од нулата, потоа веќе единицата, двојката, 3 тројката и 4. и четворката ни припаѓаат. Во случај овде каде имавме дробка, да речеме 4,1 половина, повторно ќе завршевме со 4, бидејќи бараме само цели броеви помеѓу овие две. Одиме сега со неравенки зададени во овој облик. Еве нека ни е дадена неравенката. Два х плюс 7 да е помало или еднакво на 11. Како ќе ги решаваме неравенките? На истиот принцип како што се решаваа и равенките. Со таа разлика што наместо знакот еднакво сега имаме еден од знаците за неравенство. Значи, ќе имаме 2х да е помало или еднакво од десно имавме 11, овде имавме плюс 7 од левата страна, кога ќе го префрлиме од десната страна ќе стане минус 7. Значи што добиваме? Дека 2х е помало или еднакво од 4. Како идеше сега постапката кај равенките? За да го добиеме х-от, одиме со спротивната операција од ова што е кај х-от, имаме 2 по х, значи од другата страна ќе делиме со 2, па ќе имаме дека х е помало или еднакво од 4 поделено со 2, односно х-от е помал или еднаков од 2.
Кои се броеви ќе бидат значи овдека решение на оваа неравенка? Затоа што велиме дека x-от е помал или еднаков на 2. За да ни биде полесно да одговориме на ова прашање, решението ќе го представиме на бројна права. Ако имаме вака, бројна права, Добро. овде нека е нулата, единицата, двојката, минус 1. Че вели x-от е помал или еднаков на 2. Еве а двојката каде е? Да. Еве. И сега. Помалите броеви од 2, каде се наоѓаат? Налево или надесно? Лево. Помалите лево. Со линија, да. Евако. Значи, штом велиме помали, одиме на таа страна, значи сите, бидејќи бројната права ни оди до бескрај и броевите ќе одат до бескрај, само го означуваме вака, шрафираме дека овој дел од бројната права ќе ни бидат X. решение. Значи, сите броеви почнувајќи од минус бескрај до двојката, заклучно со се двојката, ќе ни бидат решение на оваа неравенка. А зошто се викаат неравенки? Затоа што не е еднаква. Добро. Нема равенствата равенство. мора секогаш да бидат. кај равенството имаме знак за еднакво. Еднакво. Штом немаме знак за еднакво, имаме некој од знаците за неравенство, станува збор за неравенка. Супер. Ќе пробаш Лука една Ќе пробам, сега неравенка да, сам да ќе решиш? Добро, ајде. Еве 3x плюс 2 3x плюс 2 да е помало или еднакво е помало или еднакво. на Добро. Добро е, да, 12 минус 2x. 12 минус 2x. Ајде да видиме сега. 2x, кога ќе се префрли овде станува 5x, односно... Плюс станува, па со ова 3 ќе бидат 5x, Ајде да во ред е. постепено да не брзаме сега, ама 9 оделение мислам дека Веќе смеја. Веќе- веќе го знаат ова. Мислам лесно го пресметуваат. Но сепак каде постепено. 3x плюс 2x и тоа е помало или еднакво Така. на 12 минус 2. Така. Па Односно сега имаме 5x, 5x дека ќе е биде помало или еднакво на 10. така, Односно само x ќе биде помало или еднакво на 10 поделено со врз 5. така, врз 5, Односно x ќе биде помало или еднакво на 2. 2. Односно, сега еве правата ќе нацртаме. Еве 0, 1, 2, 3, не мора. Минус 1, минус 2 и минус Така, 1. обрат, така. И еве помало или Така. еднакво. Сите броеви кои што И се шрафирај се помали внатре. или еднакви од 2 ќе бидат x. Добро, и само ова ќе го напоменеме на учениците, да внимаваат и на ознаките на бројната права. Кога имаме овдека знак за еднакво, обавезно да ја ставаат оваа заграда, Да. или сега поново по Кембридж се става обоено крукче. Се едно која од ознаките ќе ја става, дали обоено крукче или ваква заграда. Битно една од тие две ознаки да ја има. Да. Доколку немаше знак за еднакво, тогаш овде оди ваквата обична заграда и необоено крукче. Така. Само уште една работа ќе им Ајде. напоменеме. Во случај да имаат неравенка од ваков облик, може да ми пуштиш ќе на оваа испишам, страница. да. Ајде. Минус 1 да е помало или еднакво од x, да е помало од 2. Ова да го представиме на бројна права. Овде ако е нулата, 1, 2, 3, тука имаме минус 7, минус 2, минус 3. Што внимаваме сега? Треба два услови да задоволи x-от. Да биде поголем или еднаков од минус 7, каде е тоа? Еве го минус 7, поголеми веќе одиме надесно. Добро. Така? Така. Поголемите броеви се на десната страна. Но треба да биде и помало од 2, еве а двојката, а помалите беа на оваа страна. Еве Сега цртаме со обратни линии. И вака ќе го продолжиме навака за да ги видат убаво линиите. Ево иксот. Каде е решението? Да. Каде што се пресекоа линиите, односно минус 1 помало или еднакво од x помало од 2, на бројна права е само интервалот од минус 1 до Кај што се сечат, двојката, така. каде што Да. се пресекоа. Супер. Со тоа што овде имаме обична
односно овде кај -1 ние имавме оваа заграда, а тука е обичната Обична, заграда. Супер, одлично. Одлично. Да, им дадеме домашно. Јас Да. мислам. Во ред. Еве за дома нека ја решат 5x плюс 3 да е поголемо од 8. Ето така. Еве домашната Одлично. задача. Може би ви изгледа лесно, но не е толку лесно. Но Сепак- ќе се подрузат и ќе ја решат. Така. Јас верувам дека ќе ја решат. Така, дечки, Да. тоа е тоа. Другари, јас знам дека денеска уживавте исто колку и ние. Денеска имавме прекрасни часови математика. Така. Имавме часови македонски јазик, За предучилишна возраст, предучилишна приказна. возраст, приказна, да. Имавме многу часови, научивме многу работи, имавме разлика помеѓу град и село, имавме многу математика. Мислам дека сега можеме да одмориме и да си ги Си ги повториме. напишете вашите домашни задачи, а ние се гледаме утре. Чао, чао. Чао! Чао!